بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Благодарност му припажа на Аллах Джелле Джелалуху, Господарот, Владарот на сите светови. Истовремено донесуваме салават и селам на нашиот пейгамбер и миленик Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, на негова фамилија, асхаби, табиин и сите следбеници на овој дин кој во добро го следат до судниот ден. Со помош на Аллах Джелле Джелалуху, денеска ќе ја повториме вчерашната лекција која гласеше на тема прописи за јадење. И ги наброивме неколку прописи кои се важни секој еден муслиман да ги знае. Дали било стар човек, дали било млад, дали било маж или жена. Секој еден муслиман мора да ги знае овие прописи. Прво што треба да знаеме, дека храната, јадењето и пиењето се ниъмет, се дар, благодет од Аллах Джелле Джелалуху. Бидејќи колку има луѓе денеска во свет кои немаат што да јадат, што да немаат и немаат да пијат. Колку луѓе има денеска кои умираат од глад. Вие сигурно сте виделе во Африка, во Сомалија, во Еритрија, во некои држави во Африка, како бебе умира на дојка на мајка. Како умираат немајчи јадење и пиење. Затоа прво што треба да бидеме свесни е тоа што кога имаме да јадеме и да пиеме, тоа е дар од Аллах Джелле Джелалуху. А што ме дар од Аллах Джелле Шануху, тогаш треба да бидеме благодарни и свесни за тоа. Прво правило, пред да почнеме да јадеме и да пиеме е, рековме, да ги измиеме рацете. Бидејќи ние во текот на денот или ноќта со нашите раце фаќаме разни предмети. Тие предмети може да бидат чисти, а може да бидат и нечисти. Па затоа од почит спрема софрата, од почит спрема јадењето, треба да ги измиеме рацете. И миење на рацете се врши и пред јадење и после јадење. И пред јадење и после јадење. Втора главна работа што треба да ја практикуваме пред јадење е да речеме бисмилла. Бисмилла. Во име на Аллах. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, нашиот пейгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, го поучи едно дете како треба да јаде на софра. Па му рече: ја гулам, о дете, семмилла, спомни го име на Аллах. Значи што? Кој ќе седнеш на софра, прво што? Речи бисмилла. Второ, ва кул би јеминик. Второ, јади со десна рака. Бидејќи шејтанот јаде со лева рака. А ние треба да правиме што? Спротивно од шејтан. Ако шејтан јаде со лева, ние треба да јадеме со десна. И десна рака ја користиме за се што е позитивно и се што е добро. Додека лева рака се употребува за нечисти работи. И трето, пейгамбер алейхи селам му рече: ва кул мимма елик. И јади пред себе. Кој ќе седи на софра, велиш бисмилла, јадеш со десна рака и јадеш пред себе. Овој хадис го пренесуваат имам Бухари и Муслим. Значи, веродостоен хадис на пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Ако во текот на софра почнеме да јадеме и заборавиме да речеме бисмилла, што ќе правиме? Ако заборавиме на почеток да речеме бисмилла, тогаш во текот на јадење, кога ќе ни дојде на ум или ни текне,
тогаш ќе речеме бисмилlah awwalahu wa akhirahu. Или бисмилlah fi awwalihi wa akhirihi. Значи бисмилlah и за почеток и за крај. Значи ако почеток си заборал да речеш бисмилlah. Дори во една прилика еден човек заборави да рече бисмилlah. И јадеше. И во присуство на пегамбер беше тука присутен. И кога после му текна во текот на јадење да рече бисмилlah. И пегамбер алейхиссалам се насмеа. И рече, цело време јадеше шејтан со тебе. Кога рече бисмилlah, шејтан го поврати. Значи, ако не речеш бисмилlah на софра, тога што? Шејтанот јаде со тебе. Како што рекол пегамбер алейхиссалам, "Иза дахала ахадукум бейтеху", кога некој оди дома и на врата рече бисмилlah, шејтан вели, во оваа куќа нема место за мене. Седнеш на софра, речеш бисмилlah, шејтан вели за мене нема храна. Ако не речеш бисмилlah, шејтан влегни со тебе дома. Седнеш на софра, не велиш бисмилlah, шејтанот јаде со тебе. Одиш во постела во кревет да спиеш, не велиш бисмилlah, шејтан со тебе спие. Значи затоа мораме секоја работа да ја започнуваме со што? Секоја работа да ја започнуваме со бисмилlah. Кога ќе завршиме со јадење, наша должност е да речеме Алхамдулилlah. Алхамдулилlah, фала на Аллах. Пегамбер салаллаху алейхи ва саллем, кога завршувал со јадење, вел Алхамдулилlah аллади ат'амани ва сакани мин гајри хаули минни ва ла кувва. Фала на Аллах кој не нахрани и не напои без наше залагање и труд. Бидејќи сето што го имаме од јадење, од пиење, тоа е дар од Аллах џеле џелалуху. Друга работа која е важна при јадење што? Друга работа што е важна при јадење е да не ја кудиме, да не наоѓаме мани на јадењето. Кога ќе ни се стави софра, ако ни се јаде, ни се допаѓа, го јадеме. Не ни се допаѓа, молчиме. Не да наоѓаме мани на јадење. Ова е солено, ова е горчливо, ова е кисело. Пегамбер алейхиссалату вассалам, ма абен небију саллаллаху алейхи вассалам таамен катту ин иштахаху акале ва ин карихаху тараке. Вака пишува. Хадис на пегамбер алейхиссалам. Пегамбер алейхиссалам никој пат не наоѓал мани на јадење. Ако му се допаѓало, јадел. Не му се допаѓало, го оставал. Не велел вако е тако. Се разбраме? На јадењето не смееме да наоѓаме мани. Второ, друго правило кое е важно при јадење е да јадеме во седечка положба. Значи не да земеш леп и да јадеш по пат. Или легнат пружен и да јадеш. Туку че јадеш седнат. Че пиеш седнат. Од почит што? Од почит спрема јадењето. Значи како јадеме и како пиеме во седната состојба. Друго важно правило е при јадење што? Да не дуваме во храната. Да не дуваме во храната. Ако е врела храната, да почекаме да остине, да олади, после ќе јадеме. Не да дуваме во храна. Така пегамбер алейхиссалату вассалам нареди. Кога пиеме вода, не смееме да пиеме на екс. Што е на екс? Значи имаш чаша со вода и ја земеш и пиеш, вели пегамбер, како животно. Одеднаш. Без со една голтка цела чаша. Туку че пиеш еднаш, па два пати, па три пати. Значи од 3 пати. Тоа е пропис и тоа е правило. Најдобро е да јадеме со 3 прсти, рекол пегамбер. Како да јадеме? Со 3 прсти. И на крајот кога ќе изедеме, да ги излижиме прстите, бидејќи во нив е берекетот. Во нив е берекетот. Овие се главно тие главни прописи при јадење, во текот на јадење и на крајот од јадење. Ако ми вака постапуваме при јадење, тогаш вели Аллах во Куран: "Ле ин шакартум ле азиденнакум." Ако вие сте благодарни на Аллах, Аллах ќе ви го зголеми вашиот ризк, вашиот берекет и она што го барате. Затоа овие прописи да ги применуваме во живот, за да постигнеме берекет во наши животи. А многу муслимани ги забораваат.
Zato je ubavo nekoj pa ti na sofra, koja će sedneš da rečeš malce na glas Bismillah, so namera što? Da gi podsjetiš tije što se okolo tebe. Molim Allah dželle dželaluhu da ni se smiluva i da ne upati i ne zajakne na njegovi pad so koji će postigneme uspeh i sreća i na dunjalu i na ahiretu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.